И тука по мене е клучниот проблем. Ние национално се определуваме ко македонци. Значи, дали се тоа македонците кои се од брсјаци и така натаму, од словените или се од антички? Ние се обидуваме генетскиот состав да го менуваме. Па сега почнеме малце да мешаме. 20% македонци, словени, 60%, не знам, антички македонци, така натаму. Видете околу тоа колку одсто е многу тешко, затоа што ако имаме врска со словените, тогаш 1000 години или 1100 години меѓу Александар е празен простор. И доаѓањето на словените е празен простор за словените, али не за оние кои живееле тука, кои се соседи и современици на античките македонци. Така што е мешавината тука апсолутно оние кои се пред словените, а чистите македонци одвајда за нив има трага после 200-300 години. Дури професоре, ние имавме 50 или 100 години, колку што јас можам да видам во литературата и така натаму, теза дека ние сме словените, бугарите се татарите. Сега, ако ние не сме словените, што се бугарите? Значи, ако влеземе во таква една вербална историска... ако влеземе во една таква... Кога ги гледаме овие хунзите што ни доаѓаат од Пакистан, поблиски се тие до татарите него што денешните бугари изгледаат до татарите или некои македонци. Значи, влагаме на таков процес, на една вербална гимнастика, која што секој може све да каже, све да залепи. Па не знам, историчарите и лингвистите се на страна, а електроинженерите го преведуваат каменот од розетата. Апсолутно влагаме во еден театар на абсурдот од кој не знам како ќе излеземе. Да, мислам дека тука има и многу посериозни проблеми и дека вие посочувате кон некои од нив со голема оправданост. Но како да ви кажам, луѓето забораваат дека тоа не е воопшто битно прашање. Некој ќе каже како не сме ние тиква без корен. Прво, важно е човек да не биде тиква. Оти со корен и без корен тиквата е само тиква и тоа не е нешто со што би требало да се гордееме. Туку е проблемот во нешто друго, што всушност треба да се идентификуваш преку сегашниот миг, преку она што си, преку сегашниот капацитет, преку сегашната свест, а не преку она, видете. А ние тоа го немаме, професоре. Немаме, тоа е она, ирачаните се несомнено, да кажам, наследници на Асурбанипал и на Навуходоносор и така натаму, на моćните царства, централна регија на Анадолија е почвата на хетитите, кои се може би еден од најстарите народи, сиријскиот дел и така натаму, Нинива и Јур се таму, Египет, несомнено се наследници на фараоните, но видете им ја сегашната состојба. И они од тоа, што никој не им го ни спори, немаат ништо. Они имаат крвопролевање и страдање и они имаат окупација. Во тој контекст ние треба да погледнеме многу реално дека прашањето за тоа навистина да се утврди конечно некако идентитет историски колку што е можно, се разбира, е прашање кое е луксузно прашање. Оно доаѓа отпосле, оно не менува ништо. Таман да е се јасно дека сме, еве да се предпостави дека сме 100% и само ние, следбеници директни, дека никој друг не се замешал ни во таа 1000 години и дека се задржани чистите гени на Александар Македонски во современите македонци, што тоа им поправа. И добро, што ги прави посилни, како им го менува угледот во очите на европската јавност и така натаму. Што има тут? Ние сме просечен македонец. И некој од телевизор излези и не рече ти си Македонија и ти си Александар Македонски, како просечниот македонец го доживува Александар Македонски? Добро, просечниот македонец 2,5 метри висок, кој може све да искрши, све да измава, да им ги реши проблемите. Може да се радува, подобро прашање како се чувствува Александар Македонски, кој ќе му кажат на просечниот граѓанин сега ти си Александар. Да. Што се всушност денешните македонци? Дали е тоа фалангата на Александар Македонски? Дали тоа се словените на Самуил? Дали се тоа комунистите на Јосип Броз Тито? Или пак се македонските бугари на Крсте Петков Мисирков и на Тодор Александров? Или пак се сепак само едни граѓани, раскарани во една многу сиромашна балканска држава? Очигледно дека некој прави конфузија во однос на идентитетот. Затоа што идентитет, не е ли намерно ако во исто време се прави споменик за Ченто и исто време споменик за Александар Македонски, се откопуваат некои лешеви од пред не знам колку илјадници години. И добро, вие сте истражувале. И се поврзуваат со македонскиот идентитет. И вие сте истражувале. И што мисла Ченто за Александар Македонски? Погледнете вие мемуарите на Ченто и ќе видите дека човекот исто така бил заинтересиран за таа теорија и специјално отишол во Грција да го утврди и после има јавно искажање, може да се види во неговата книга дека апсолутно ние немаме никаква врска со античките македонци, тоа го мислел Ченто. Тоа Ченто го кажува. Да. Добро, вие големите македонски револуционери. И дали ова дилема, што е денес присутна кај нас, дали сме словени или антички македонци, била присутна кај овие големи револуционери, не знам, Грујев, Пулевски, Гоце Делчев, Ванче Михалов, има одредени тези дека и тама е поделена поприлично работава. Кај Карев очигледно дека
кој што се изјаснил во едно интервју контроверзно дека сме потомци и кај некои други наши преродбеници може да се сретне такво нешто, меѓутоа на античките македонци. Да, за во врска со античките македонци, меѓутоа тоа е една така контроверза, да го кажеме. Јас зборувам за нешто друго тука, за една друга употреба на македонци која што не е етничка, а која што е карактеристична исто за, да речеме, за Мисирков и карактеристична за творецот на химната наша, кој што кога вика македонци да се борат, го спомнува и Питу Гули, покрај Никола Карев и Даме Груев. Која е нивната карактеристика? Карактеристиката на употребата на тој збор македонци е надетничка во таа смисла. Како граѓански концепт. Па, ако Питу Гули е македонец, а Питу Гули знаеме дека е некоја влаф или влашко потекло, тога значи дека етничкото потекло не е конститутивно за идентитетот македонец. Тука можеби влагаме во одреден проблем, бидејќи долго време, 120, 130, 150 години бугарската наука вели да, тие се македонци, меѓутоа тоа е наморфна маса која е една збриштена на сите граѓани кои живеат тамо, односно се бугари со говор на мана или јужни срби со говор на. Значи, мислам дека ние бегајки не треба да паѓаме во стапицата што ни ја поставуваат другите. Значи, омаловажувањето на нашиот идентитет не сме да предизвика од наша страна реакција на наше самопотврдување, иако тоа е најчесто сепак логична реакција. Меѓутоа тоа е стапица во која што ние запаѓаме и која што ги кочи нашите политички процеси. Мислите дека бегаме од тие процеси, дека не знам, ако сме словени можеме да се идентификуваме со бугарите или со србите, или не знам, ако сме словени, тогаш не полагаме право на целата територија на Македонија, етничка, не знам, поделена во Букуреш. Или не знам, ако сме Македонија словенско потекло, тоа е една поразена структура, не знам, се распадна Русија, се распадна Советскиот сојуз и така натаму и така натаму. Денес не е корентно да си словен во целата. Па дури етнички македонец и граѓански македонец во исто време и воопшто немам проблеми со мојот идентитет. Антички македонец? Гледам дека најголем дел од моите сограѓани имаат проблем со својот етнички идентитет. Зошто? Зошто? Прашајте ги тоа оние кои што водат политиката на создавање на конфузија околу идентитетот. Која прави таа конфузија? Комплетно, значи државното раководство со кампањите, меѓутоа и да го кажеме индолентниот однос на одредени институции како што е МАНУ, да речеме, не елитата, значи. Да, која што не постави блокада на тој обид да се поигрува и да се манипулира со етничкиот и националниот идентитет. Се чувствам помалце навредено кога излезе Мендук Тачи и рече не е срамота да си словен и да имаш словенски идентитет. И на вистина, кај нас веќе почнавме се стравиме дека сме словени или дека имаме нешто словенско во себе. Да ви кажам, Мендух е од поинтелигентни луѓе во Македонија, господин Тачи, и кој користи секоја прилика да даде гол кога треба да даде гол. Така да, ако топката му дојде за давање гол, навистина го дава, не? Господин Гилевски, всушност клучното прашање не е дали имаме право на Александар Македонски, туку зошто правиме карикатура од целиот овој процес. Клучни прашања има неколку, а дека е карикатура. Може би е тоа типично за сите задоснети, да речам, нации, да го карикираат целиот процес, но јас мислам дека можевме со повеќе достоинство да го изведеме се во ова. Фаќање линкови, да речам, со некои други корени, освен словенските и освен... Ако е задоснет романтизам, а е навистина задоснет бидејќи со 2 века позади сите останати народи, вклучително народите на Балканот, тогаш каква генетска, да речеме, национална фаланга ќе се развие во Македонија од ова млада генерација која денес го поминува со такво задоснување од 2 века токму тој национален романтизам? Не се работи Васко за генетика во случајов, се работи за култура, а културата е, би рекол, неспоредливо помоќна од генетиката. Генетиката повеќе помалку е зададеност, културата ги е многу моќен историски ветар кој ги фучи работите на овака натака. Така што проблемот кај нас е во моментов тоа многу лоша, да речам, културна стратегија, културна политика, која подразбира создавање идентитет, да речам. Погрешен идентитет или создавање идентитет на погрешен начин, со погрешни методи, така што генетиката нема врска со ова. И ние денес развиваме одредена теза со кој ги труеме сегашните и идните генерации дека зборот Македонија всушност е нашиот најголем проблем, а јас мислам дека всушност нашиот најголем проблем е дека не можеме историски да ги читаме приоритетите на денешното време. Се согласувам. С тоа потполно се согласувам.